еве повторно се враќаме назад во нашето студио. Овој пат имаме час за второ оделение, повторно по математика. Не. По македонски, по мајчин јазик, така. И да видиме што имаме да научиме за денес. Сега складам другата страна. Сакате помош, наставничка? Веднаш, еве, вака. Одлично. Значи, денес ја работиме басната во бунарот. Значи, таа е гвинејска народна приказна. Денес имаме за цел да ја доживееме и да ја разбереме содржината на басната, да знаеме што е басна, да научиме. Дали знаете што е басна? Басна, зар не е приказна каде што животните ги имаат карактеристиките на луѓето и преку нивниот живот некако? И од сите басни на крајот треба да извлечеме некаква поучна поука. Значи, басна е творба во која што животните имаат особини на луѓе и од секоја басна имаме поучна содржина. Дали знаете што е ова? Бунар. Дали некој пат сте биле на село? Да. Да, дали сте виделе што има таму? На село или во бунарот? Не, на село. На село има ниви, има куќи, има разни работи. И бунари. И има бунари, така. За денес, ова е една слика бунар, но ви донесов еден бунар, каде што може да видите како тој функционира. Ова, учителки, ова само сте го правеле? Ова е со помош на моите ученици. Упа, баш се вредни вашите ученици. Со помош на моите ученици. Погледнете бунарот. Е издеден од каменчиња. Така. Во него има еден синџир и кога го вртиме, еве вака. Еве има кофичка со вода. Вау! Кофичка со вода. Кога сакаме да извадиме вода од бунарот, го вртиме и ја спуштаме кофата надолу да се наполни со вода. После вртиме за да добиеме полна кофичка со вода. Може да пробам? Може, слободно. Много интересно. Ја спуштаме, полниме вода и потоа пак вртиме и враќаме нагоре за да се напиеме, доколку сме жедни да се напиеме вода. Сакаш и ти, Свајсен? Не, јас подосна кога ќе биде големиот одмор, јас сакам малце по-студиозно да си поиграм со бунарчето. Така. Денес ќе работиме басната во бунарот. Внимавајте, внимателно ќе ја прочитам. Значи, оваа басна е поделена на 3 целини. Вели вака. Еднаш лисицата многу жедна дошла до еден бунар. Со јаже биле заврзани 2 кофи. Седнала лисицата во едната кофа и се напила вода, но никако не можела да излезе од бунарот. Поминала хиената и погледнала во бунарот. Таму ја здогледала месечината и лисицата. Ова е првиот дел. Што мислите, како лисицата се спуштила во бунарот? Па, може да седнала во кофата и да се спуштила. И се спуштила надолу. Која била причината, Цвајнчен, зошто се спуштила таму? Па претпоставувам било топло и била жедна. Била жедна. А дали можела да излезе? Не можела, бидејќи бунарот е многу висок. Точно така, не можела да излезе од него. Значи, што мислите, што ќе се случи со хиената? Дали ќе помогне, дали ќе ја спаси? Јас се надевам дека ќе помогне, ама не знам. Да, и јас се надевам исто. Останува да ја дочитаме до крај. Хајде. Што правиш таму долу? Прашала хиената. А лисицата го покажала ликот на месечината во водата и рекла: ја јадам едната половина од кашкавалот, а другата ти ја оставив тебе. А како да се симнам? Прашала хиената. Тоа е многу лесно. Седни во кофата, одговорила лисицата. Што мислите? Што хиената ја праша лисицата? Па ја праша прво што прави, откако дозна дека јаде кашкавал, таму праша како да се симне доле. Што мислите, ќе се симне ли хиената долу? Па јас би се симнал. Па јас се надевам дека ќе биде попаметна. Аха. И нема да се симне тоа се. Не. Ќе видиме. Под тежината на хиената, горната кофа се спуштила, а долната со лисицата се искачила нагоре.
Така лисицата се спасила, а хиената останала во бунарот. Што мислите? Што се случило со лисицата, Ана? Па лисицата се спасила, се качила горе, а хиената... Хиената? Хиената, бидејќи не размислила, била наивна, сега ќе биде во бунарот некое време. Така, она мислела дека ќе јаде? Мислела кашкавал дека ќе јаде, ама тоа било лага. Лага. Сега правиме една содржинска анализа. Ве молам и вие дечиња внимавајте. Значи, содржинската анализа на басната мора да одредиме темата, местото, времето и ликовите со нивните карактеристики. Значи, што ќе биде темата? Што ќе биде темата, Ана? Па, таму како што пишува, се согласувам с наудливост и глупавост. И глупавост. Местото каде би било, Цвајштан? Во бунарот. Во нашиот бунар или во некој друг бунар? Во бунарот од басната. А, во бунарот од басната, јас помислев од нашиот бунар дека имаме лисица. Нема лисица, Нема. Нема лисица, луѓе. Што мислите, кое време е ова? Па не знам, може да е лето, но може да е пролет, мислам дека не прочитав. Може да е и пролет, може да е и лето, ама бидејќи лисицата била многу жедна, претпоставуваме дека времето е лето. Така е. Кои ликови ги сретна, Цвајштан, ти? Ја сретнавме лисицата, ја сретнавме хиената и толку. И толку? Така, Да, само и тоа е тие тоа. два лика се. Дали можеме да ги кажеме, еве лисицата? Аха, Како е убава. да. Што ќе кажеме неколку зборчиња за лисицата, каква ни е таа? Па лисицата во сите басни и приказки е Итра. Итра и Да, снаодлива. снаодлива. И од сите ситуации знае како Знае да како да се извади, да. знае како да се извади. Точно така. Значи, хиената, Наивна и глупава. така. Има едно нешто заедничко за овие два лика, за хиената и за лисицата. Дали можете да ми кажете што е тоа нешто многу заедничко? Дека се диви животни. Дека се диви животни. Браво, Ана. Браво. Браво. Друго нешто што можеме да направиме, бидејќи самата басна е поделена на 3 дела, како што видовме, прв, втор и трети дел, за секој дел може да ставиме еден наслов. Значи, првиот дел беше кој? Кога лисицата... Кога лисицата се спушти и доле се заглави. Зашто? Да се напие вода. Така, целосна реченица, Цвајштан? Лисицата се спушта во бунарот за да се напие вода, бидејќи е топло. Ете така. Во вториот дел од басната, што ни се случува? Хиената ја прашала лисицата како да се спушти во бунарот. Одлично, браво, Ана. И третото нешто, крајот, лисицата ја надитрува хиената. лисицата ја измамила хиената или ја надитрува. Значи, полка од ова е што пред нешто да направиме, треба добро да размислиме. Така. Можеби некој ќе не измами, да не бидеме наивни како хиената. Значи, поговорката е следната од оваа басна. Итрите секогаш се извлекуваат на сметка на глупавите и ги оставаат во неволја. Дали вас ви си има ова случајно? Па, веројатно да. Веројатно, но дали тоа значи дека итрите се и лоши? Дека Не. сите итри се лоши? Не, тие се само снаодливи. Само снаодливи, но ако кажеме дека итрите за да се спасат себе, некој мора да турна, тоа значи дека се и лоши, нели? До некаде да. До некаде да. Јас повеќе ги сакам кога итри испаѓаат, на пример, глувчињата во басните, зашто и добри итри испаѓаат. Да, на пример Том и Џери, Џери е и итар и добар. Точно. Значи сега вака, на крајот ќе ви дадам една домашна задача. Значи, имате да скратено прераскажување, односно вие по ваше да си ја раскажете оваа басна. Имате, доколку сте малку покреативни, може да направите илустрација или изработка на стрип, со тоа што ќе ги цртате ликовите и ќе ги запишувате и да си составите сами своја приказна. Доколку знаете, можете и ова да го направите. Одлично, ви благодарам учителке за оваа домашна работа и за овој час. Цвајштайн, да не си уморен малку, Малку сум. а може да одиме со еден голем одмор и потоа повторно да се вратиме во нашето студио, нели?
Може наставнички? Може, може. Па се гледаме за некое време. Одиме со джингл и голем одмор.